Здраво живо, Гази баба! Да ве чујам, Гази баба! Ке победиме! Над 10.000 разлика! Ова е Македонија. Нека дојде некој тука во Гази баба и нека каже дека Гоце Делчев не е македонец. Нека дојде и нека се обрати тука од оваа говорница. Ова е место каде што се сака Македонија. Ова е бастион на ВМРО ДПМН. Јас сакам да ги поздравам луѓето што ја основале партијата. Голем поздрав до ветераните, основачите, да сте ни живи и здрави сите. До унијата на жени, дамите, лавиците и се разбира до енергичните унијата на млади сили. Ве замолувам од срце да ги поздравиме новите пратеници кои секој ден се со мене на терен, кои навистина сакаат да направат нешто добро за оваа општина. Сакаат да помогнат. Еден голем аплауз за сите нови пратеници, се разбира, за Рашева и за нашиот нов премиер Христијан Мицковски. Скоро секој ден сум тука во Гази баба и навистина се чувствувам посебно. Народ со посебен код, народ што си ја сака Македонија, народ што си сака да си го врати своето. На ова место тука во Гази баба сме направиле најголеми победи. Заедно со коалицијата, кој навистина од срце им благодарам за целата поддршка што ни ја даваат несебично на терен. Благодарно за се она што пробуваме да го направиме во секоја уличка, да се сретнеме со сите граѓани. Јас не бегам од средби со граѓани. Ја на секое населено место заедно со овие луѓе ќе поминам. Да ги слушнам сите ваши проблеми. Но не само да ги слушнам и да ги запамтам. Бидејќи многу од вас вака ми спомнаа. Ќе ви ја дадеме шансата, но немој да не заборавите. Јас ви го ветувам тоа, дека нема да ве заборавиме, а вие дајте ни ја шансата за најголема победа тука од Гази баба. Насекаде поминуваме навистина убаво, атмосферата се чувствува победничка. И тоа го прави и Боби, го прават и сите членови на Општинскиот комитет, местните комитети, нашите симпатизери, но морам да споделам уште една вест и оние сите патриотски здруженија што ни се приклучуваат, ви благодариме многу. Знаете, ова е последен собир во изборната единица 2 заедно со председателот Мицовски. Ја би спомнал неколку работи што овој период се случува веќе изминативе 3 недели. Јас започнав една позитивна кампања. Ќе ги посетам сите можни населени места скоро во изборната единица 2. И утре пак ќе дојдам во Гази баба, да бидам на секое место. Но, да не заборавиме на она што го направи. Овие 3 години чемир јад. Знаете како започна мојата кампања? Започна со фрлена бомба во мојот дуќан. Јас тоа нема да им го заборавам, ви ветувам. Но да не заборавиме и многу луѓе што претрпеа. Оние што беа по затвори, оние што им правеа тортура и прогон, оние што беа притискани на работа, зашто не мислат како нив, зашто си ја сакаат Македонија и зашто сакаат да бидат дел од ВМРО. Затоа, после 15 да има одговорност. И таа одговорност да биде за се она што го направија последните 3 години. Да си одговараат за сите зулуми. А ние се обврзуваме. Дека не само оваа програма од 1000 проекти. Се обврзуваме дека ќе започнеме и нова програма. Јас тоа јавно го говорам тука. Барем секој ден ќе го зборам и тоа и со председателот Мицковски, зашто знам дека сака да помогне. Ќе зборам да започнеме и нова програма за локални проблеми. Да се решат сите ваши локални проблеми. Јас знам дека во минатото сте ни дале доверба и на локалната самоуправа. Но сега едно камче не е поместено. Јас ве слушам многу внимателно со сите ваши проблеми. Сите најчесто локални проблеми. Ја тоа нема да го заборавам. Заедно со вие луѓе во собранието ќе се бориме за секој еден денар за Гази баба. И ви го ветувам дека ќе се однесувам исто како да сум пратеник токму од Гази баба. Ви го ветувам тоа. Бидејќи таа шанса и оваа победа што ќе ни ја даде Гази баба, не смее ниту еден човек во ВМРО ДПМН да ја заборави.
Сите оние пратеници претходно што биле градоначалници, како Коце, како Тони и сите останати направиле многу. Но има работи и не треба да се амнестираме и ние што некојаш сме ги ветиле, а не сме ги направиле. Затоа јавно ветувам пред целиот овој народ и пред јавноста дека Гази Баба ќе биде на пиедесталот и зборната единица 2 ќе биде на пиедесталот. И тоа ви го кажувам зашто не може населби што се до центарот на градот да бидат заборавени, да бидат рурални општини. Не може да не им текнува на некои политичари од оваа власт дека постои Гази Баба зашто победува ВМРО ДПМН. Тоа во овој момент мора да го промениме. Јас знам дека ќе ни ја дадете довербата, зашто овој пат нема шанса да се биде неутрален. Овој пат се гласа за ВМРО ДПМН и за Македонија или за сите останати. Треба да одберете сите и пренесете го тоа до сите ваши комши и пријатели. Ќе го избереме Христијан Мицковски или оној што не предаде. Одлуката е лесна, но треба да се допре до секој еден граѓанин. Треба да се разговара со секој еден човек тука во ова населено место, во оваа мокна Гази Баба. Затоа, почитувани граѓани, ве замолувам од срце и душа, ова е бастион, да победиме, да направиме огромна победа во Гази Баба, за да победи изборната единица 2. Не го кажувам случајно, зашто ова е победничко место, ова е патриотско место, ова парче земја е Македонија. Да сте ми живи и здрави сите. Да ечи од Гази Баба, да ечи Македонија. Фала ви патриоти, фала што ја сакате Македонија, фала ви што сте тука.